Нас не критикува дека фактички не сме стручни да зборуваме за болеста, но сепак јас се осеќам многу компетентна да зборувам за мојата болест, за секојдневната борба со оваа болест која што на запад се нарекува состава. И јас понатаму ќе ја нарекувам состава. За да се одржува гликемијата во нормала, значи треба секојдневно да имате строг хигиено-диететски режим, како на исхрана, така и на живот, што тоа подразбира секојдневно тоцкање со инсулин 4 пати на ден, 5 до 6 пати мерење на гликемијата, физичка активност, навременно спиење и така натаму, да не ги набројаме работа. Проблемот се појави со промената на инсулинот, затоа што за нашите ендокринолози не била битна промената на инсулинот, што за мене, како долгогодишно, според моето долгогодишно искуство, јас суменувала на 5-6 пати инсулин, значи 80-тите години беше генериран хуманиот инсулин, значи ние сите вече се почнахме со хуман инсулин, суменувала инсулин од хуман на аналог, од аналог на аналог. Од моје искуство ви кажувам дека има огромни вариации на гликемијата во тој преходен период при промената на самиот инсулин. Сега тука се нуди наместо левемирот, кој што го нема, се нуди лантусот, значи зборувам за долготрајни аналози кои што го покриваат базалниот метаболизам, а додека пак наместо новорапидот се нуди хумалогот, тоа е бол или краткотрајен инсулин. Би ја кажала разликата помеѓу лантусот и левемирот. Јас порано бев на лантус и една година се трудев да ги избалансирам дозите на лантусот, затоа што мојот гликолизиран хемоглобин или хемоглобинот А1C достигнуваше дури до 18. И секој втор ден, пошто јас тога живеев и работев, значи тоа беше при неколку години, секој втор ден јас бев на клиника. Значи, лантусот мене не ми одговараше во никој случај и затоа ендокринологот ми предложи јас да преминам на левемир. Зашто сега јас би се враќала на лантус, пак кога мене лантусот не ми одговараше? Мислам, јас сум го пробала. Пошто ендокринолозите тврдат дека нема проблем, дека станува збор за аналог, пременување од аналог на аналог, јас ќе кажам дека лантусот е, сепак тие се скроз различни состојки, лантусот е глажин, тоа е генетски модифицирана формула на хуман инсулин, а додека пак левемирот е детемир, тоа е состојка. Исто така би кажала и за болест за краткотрајните инсулини, например, ето го аспартот или новорапидот, кој што го нема, производител Novo Nordisk, се нуди листрото или хумалогот, кој што го производство на Eli, тоа е се брзодействувачки или полусинсулин. Би се повикала на, бидејќи тука нас не поддржа ниту еден ендокринолог, би се повикала на еден светски авторитет од областа на ендокринологијата, доктор Ричард Генштайн, кој што кажува дека секој пациент е различен и дека кај секој пациент не може да делува истиот инсулин на ист начин. Значи, секој пациент е приказан сам за себе. Тоа ни го кажувале и 100 пати нашите доктори, дека кај еден пациент не може да делува инсулинот исто како кај другиот пациент. Така да затоа сме сите ние на различни типови на инсулин. Имате пациенти кои што или со различни дози, имате пациенти кои што лантусот супер им делува. Не знам, јас тука според дека лантусот не е лош инсулин, но имате пациенти, ето, например, јас конкретно тврдам дека мене лантусот воопшто не ми делуваше, јас имав огромни проблеми со гликемија.
Значи, после 20 години биотек, тоа што знаеме какви консеквенции настануваат од нерегулирана гликемија, значи таа макроантиопатија, микроантиопатија, промената на големите крвни садови, промената на малите крвни садови, значи промената на очното дно или ретинопатијата, нефропатијата, промената на крвните садови на згрезите, диабетичното стапало и така натаму. Јас воопшто сега не можам да си дозволам никакви екскурзии, мене гликемијата да ми варира едно 3-4 месеца, па после пак да преминам на инсулинот кој што во корист. Така да, не знам, сето ова ме повредила, цела ова индолентност, ова немање на емпатија од страна на ендокринолозите, од страна на докторите на кои што 20 години им верува. Никој да не излези очи во очи со јавноста, да каже дека нема да има проблем, нема да се освари. Зборувам за ендокринолози, пошто работат на клиниката за ендокринологија, зборувам за ендокринолози, пошто имале секојдневна практика со пациентите болни од диабетис, стритеки, пошто е исклучиво инсулина зависна. И на Google можете да видите инсулин аналог, значи разликите на инсулинските аналози. Можете таму да прочитате дека не е толку едноставно менувањето од аналог на аналог. Можете таму да прочитате дека секој пациент си бара свој инсулински аналог.